кое што ни се случи во државата, но председателе, мислам дека пред да го ставите, пред да преминеме на чинот на гласање, треба да расчистиме некои деловнички работи. И јас сум член на комисијата и сум тука. И се што е врзано со расчистување на сите, било каква ситуација околу случувањето на трагичен настан во Кочани, сум да го поддржам. Но од друга страна, бидејќи сум учествувал во носењето на новиот деловник, мора да реагираме и на процедурата. Вие во ред членот 214 се повикувате, го цитирате, но да дојдете до членот 214 имате друг еден член 131, каде што вели дека седница на матично работно тело или седница на собранието мора претходно да се стави дневниот ред на гласање да биде изгласан. Вие го скокнавте тој дел или тој член од деловникот и сега не ставате во една ситуација да треба да поддржиме нешто што сите присутни сме во салата согласни дека треба да се случи. Трагедијата во Кочани не е само болка и нешто што треба да го поминат овие луѓе кои што се сега присутни во салата. Ова е проблем на државата. Ова е нешто што треба сите 120 претеници да седнат тука со вас, со нас заедно да го поддржат. Сега ќе прашам директно. Јас сум тука, ќе гласам. Иако сум свесен дека ќе го кршиме деловникот. Дали на овој начин, со тоа што ВМРО не е присутен овде, на оваа седница, само правиме лоша услуга? Ќе донесеме некаква одлука за надзорна расправа која што евентуално кога ќе организирате нема никој да ви дојде. Заради тоа што ќе го оспорат тоа што требаше претходно да го направиме. И ако не беа тука присутни ВМРО ДПМН, и ако немавме кворум, наше е да се бориме, да ги убедуваме сите претеници, не само претениците од ВМРО ДПМН, за овој проблем и ова што ни се случи, оваа трагедија во Кочани, требаше сите 120 претеници се наредиме на оваа комисија. Требаше да имате координација и да се договорите сите 120 претеници да се потпишеме на една таква иницијатива, но прво да го добиеме извештајот од јавната обвинителство и да седнеме да расправаме со трезвени глави. Без политика, без пиар, без маркетинг. Јас уште еднаш ќе се повторам. Сум тука заедно со колешката Тенчевска заради тоа што поддржуваме било каква иницијатива за да се расчистат работите околу тој трагичен настан. Но од друга страна морам да апелирам. Дали правиме лоша услуга, председателе? Мораше да го усвоиме дневниот ред. Па ќе одевме на прес, ќе ги повикувавме сите 120 претеници да бидат тука во салата. Не сум убеден дека таа надзорна расправа која што евентуално би се организирала ќе биде во согласност на процедурите. А јас сум тој што сум се борел секогаш за процедура. На крајот од денот и вие како пратеници од левица учествувавте во процесот на носењето на деловник во одредена фаза. Не сме се согласиле, сме се разишле, имало гласање, така се одлучува во демократските држави. Значи, по трет пат ќе ве прашам, дали правиме во моментов лоша услуга? И ќе завршам, јас ќе бидам тука, ќе го дадам гласот заради тоа што навистина сакам, имам желба да се расчистат многу работи околу случувањата во Кочани, околу тој трагичен настан. И се тоа што се случувало и во минатото, зошто да не? Да ги отвориме сите процеси, ама сите 120 да бидеме овде. Не е проблемот или трагедијата што се случи во Кочани, само на овие десетина луѓе кои што се присутни. Сите 120 требаше да направите напор да дојдат тука. Ако немаше кворум, ќе ја прекиневте седницата, ќе ги баравте и координаторот на ВМРО, и координаторот на ЗНАМ, и независните пратеници, сите да беа овде наредени. Ќе го имавме извештајот, тогаш ќе видиме кој тој што немаше да дојде, немаше да го поддржи дневниот ред, ама мораше да го изгласаме дневниот ред. Сега правиме преседан. Не можеме да го обвинуваме утре спикерот на парламентот или било кој председател на комисија дека прави кршење на деловникот или си создаваме несакајќи преседани, само заради тоа што навистина имаме искрени надежи и желба дека ќе почнат полека да се расчистуваат работите околу тој трагичен немил настан во Кочани. Не смееме да го кршиме деловникот. Ви благодарам. Почитан Мисуски, деловникот го кршевте и кога го биравте Талја Џафери за председател, па тој потоа фрлаше амандмани, така што деловникот е искршен многу пати до сега, но во случајот мој јас не го кршам деловникот, повторно ќе се повикам на посебните специјални одредби кои важат за парламентарен надзор, а кои што ги дерогираат генералните одредби. Имено, ако алудирате на членот на кој што се повикавте, не е истиот тој став
во делот на парламентарен надзор, ставот 4 дословно ви го цитирам: за одржување на надзорна расправа, работното тело одлучува со мнозинство гласови од присутниот број членови. Значи не се бара кворум, а најмалку со 1/3 од вкупниот број членови. Ова е таа заштитна одредба, значи 5 од 15 во случај, и матичното работно тело е должно да ја разгледа иницијативата и да донесе одлука. Значи должно е по двете нешта, и да ја разгледа и да донесе. Тоа што вие алудирате на совеста на оние кои ја немаат, јас не можам тука да помогнам, јас се држам строго до посебните одредби од деловникот и поради тоа сметам дека вашето процедурално обраќање немаше подкрепа во деловникот. Од тука, согласно членот 214, став 4 од деловникот на Собранието, на гласање ставам повторно одлуката за одржување надзорна расправа на тема пропустите на државните органи кои придонесоа за трагедијата во Кочани на ден 16 март 2025 година. Кој е за, молам да крене рака. Констатирам дека се 5 пратеника гласа за. Кој е против? Нема. Кој е воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата ја усвои одлуката за организирање надзорна расправа со најмалку 1/3 од членовите, онака како што бара деловникот. Ве известувам дека датумот, времето на одржување на седницата и листата на учесници дополнително ќе бидат утврдени согласно чекорите за одржување надзорни расправи, за што навремено ќе бидат известени.